Рики, помина ли шпицата? Помина 5 минути, веќе дрем снимат, не знам што да кажем, разбираш. Ај, почнувай. Драги гледачи, добар ден. Добро дојдоте повторно у нашата колажна емисија. Како и секој пат, и денеска ќе имате шанса да проследите повеќе содржини. Имено, јас и Рики ќе разговараме за повеќе теми како што е култура, зад кулисни работи у религијата, ќе разговараме за здравство и после тоа ќе имате шанси и рекламички да видите. Култура. Добро бе, Рики, ти зошто не дојде с ношти у театар? Ти знаеш ли ја шо убаво си помина? Што правиш у театар, бе, разбираш? Шо правиш таму? Седна у тие првиот ред, среќа што ги носи тие тубите. Таман че излезе тие че каже туби, ја че курдисам да му и давам тубите, он но туби, ќе се вратам назад, че седнам. Пак е тамо што ќе седнам туби, па да му и давам тубите, но туби, и така туби, но туби, туби, но туби, запалење на мускулите доби, разбираш ли? Море, Блаж, ти многу си прост, разбираш. Ти врска немаш англиски, бе. Ти знаеш што значи туби. Туби значи бивали. Кога ти каже некој Блажо, но туби значи Блажо не бивали, значи туби, or not туби значи Блажо, бивали, не бивали. Ја учиш у руската паралелка, тоа не ни го кажа. А ти зошто не дојде? Не можех да дојдам. Бех синоќа на састанок со еден човек. Со кој човек, бе? Не го знаеш. Религија. И он ми кажа оти некој кардинал да дел 3 милиарди марки за да се реструира Југославија. На кого му дадел? Не ми кажа. Пф! Добро бе, ти, шо си толку замислен, шо си толку разочаран целиот? Море, Блажо, ти знаеш, овај период стално у годината сам за никаде, стално кога преоѓа од Стрелец према Јарец, на мене ми треперат ганглиите. А зошто се секираш? Те секирам се, од што ми треперат ганглиите, од двата знака завршат на ец, шо да правам? А јас не сум ни Стрелец, ни Јарец. Здравство со парамедицина. И како што ми треперат ганглиите, појавуват ми се брчки тука под носо. И кога ќе шмркнам, одат ми на кај челото тука и после ми шетат како реум, разбираш, и после по грбо ми одат, това се брчки и слевнат ми таман на газо и цел газ ми е брчки, разбираш. Ти за тоа немаш шо да се секираш. Чим имаш брчки на газо, жена ти че те легне, една мокра кърпа отгоре, ке те запегла тоа, ке ти направи 2-3 фалтички колко е и ти тоа знаеш после колко е модерно. Ти знаеш ли колко е модерно, бе? Танга више не се носе. Само панталоните ке си ги ставиш фалтички на газо и си... Немаш ти, бе, зошто да се секираш, бе? Немам. Немаш, бе, Рики. У живото врти сучи ти само за две работи. Секој пат треба да се секираш. Па че треба да се секирам за нешто. Секирам се. Ама не за тоа. У живото. Или си здрав, или си болен. Ако си здрав, нема зашо да се секираш. Добро. Ако си болен, па само за две работи треба да се секираш. Има секирација, разбираш, за две работи. Ама види сега, ако си болен, или че оздравиш, или че умриш. По това нема ли секирација тука, разбираш? Ако оздравиш, нема зашо да се секираш. Ако умриш, па за две работи само треба да се секираш. Как може да се секирам кога ќе умрам? Или че одеш у рајо, или че одеш у пеколо. Ако одеш у рајо, нема зашо да се секираш. Ако одеш у пеколо, цел ден ќе се поздравуваш со пријатели, така да нема да имаш време да се секираш, бе. Така да ти немаш причина да се секираш, бе. За тоа е чиста парапсихологија, ама тоа у англиска паралелка не се учи, тоа ние го учееме у руската паралелка. Тоа беше нашата колажна емисија, драги гледачи. Пријатно. Значи маркетинго треба да се състои се от PR, състои се от директ маркетинг, от други електронски медиуми и там много е бит тоа 4P, у 4P има продукт, placement, прайс и дистрибуција. Извини, што ќе те прекинам, разбираш. Де види го. Усред реченица, мајката не може да... Провери го ова, разбираш. Де види. Тук са имењата и дефинициите, ти како што ми кажа, разбираш. Добре, као концепт и тоа ќе го туриш тука меѓу ноите и ќе препишиш. Сада това треба у ракаво да го ставам, така ли? Ќе го туриш у ракаво, да само чекай да видам. Во е 8 комбинација, така ли? Во сега го взимаш, го виткаш на 4, тука тураш една спајаличка
И ја вака правам сега. У левиот ракав ги турам прва, трета, седма, девета комбинација тие непрните, а ја така. Кога ќе дојде ова 2, 4, 6, четвртата спајаличка, треба таа комбинација ти видиш. Значи, ево вака, оздоле ќе одитурам тук. Море, нели те е срам, бе? Толкава магаре утре 40 години ќе пуниш абсолвент, сакаш да видиш, оште не научи како се препишува, бе. Тоа е фундаменто, бе. Толкава магаре утре сака абсолвент да стане, мислам, стварно не е убаво тоа. Море, роден не е сега, 40 години пуниш. 40 магаре. Знаеш колку сакам да ја поканам таа асистентката што ни е? Која асистентка? Абе, по маркетинг и по менеджмент што ни е таа. Ама многу ми е глупо. Зошо? Па заедно учих со мајка иста генерација сме, разбираш, како... Многу ми е... Море, ти сега, така, бе. пак тука на оваквото ти оде ума, све на женски си. Дај бе тоа да го завршиме факултетот, бе. Дај бе, немој тука да си играеш, бе. Дај бе, уште... О, да го положиме, бе. Овие испит да го положиме и после можеш да се сликаш. Зашо се сликам, бе, разбираш? И за табло, бе, за абсолвент, бе. Ке слик... Море... Треба да се сликаме, мисля. Нема смисла вака шо ја Дек се го виш. најдееме и овај факултет, разбираш, и маркетинг, и менеджмент. Бе, ние сме земјоделски крај, море, тате Арно викаше, разбираш, дек... Тебе, па ти со тие на татец застарени тука теории тука шо се. Во е у маркетингу е бе иднината, он не ли гледаш? Не гледаш бе тука у Скопје бе. На секој чекор има маркет. Мини маркетинг има и И супер утре ќе маркетинг. отвориме кај нас у крај, нема мини маркетинг, супер маркетинг, дистрибутинг, дискаунтинг, тоа има да биде вака. А тоа е само да се завршиме, да се... Море, не можеш да се, гледаш, тешко ми е. Аз сакам, тата кажа, шом дипломирам да се женам. Ти знаеш, ти се мора поред да си оде. Не дипломирани, знаеш колко се изпозема. И сега си изпостава. Използваме се, не. Ти си војска служени сме, уше факултетот да го завршиме и рете да се женеме више. Нема, 40 мислам, нема више. Од идеја си сите убави девојки. И шо ти кажа? Земаги. И преспами се и не може да... Нема спиење сега. Ој там у кујн тај по едно кафе да свариш, ке ти кажеме тебе спиење тука сега. Оди, ајде. Маркетинго, значи маркетинго состои се од 4 P. P, тоа значи промоција, прайс, продукт и овако. Продукт и... Море, слаже, разбираш. Шо е, бе, Рики? Абе, дек си го турил кафето, разбираш ти? Дебе, море, кьорче тамо. Отвори го тия висечија што ти е испод лавабото. Еми, отворен ми е, разбираш. Еми, гледаш ли ги тия бунелките што тамо? Гледам ги блажно. До них има ли чини? И има, разбираш. Еми, тамо до ни има една кутија од чај, на неа пишува сол. И има, разбираш. Па у неа е кафето, бе, море, кьорчо. Ништо не гледаш, ти утре сакаш тука абсолвент да ме видиш. Разбираш. Ристо, ти не можеш да си изтушираш там. Знаеш шо убава е? Какво туширање? Блажо, јас мора ти кажам на тебе нешто. Јас ти стално сме били отворени. Ти знаеш ли, оти цело време од кога сме дојдени у Америка, мене ме мача една енигма. Шо е това енигма? Енигма е тајна, бе. Тајна што си ја имаш у тебе и што не можеш да си ја одговориш, што не можеш да си ја одгонетеш и почнуваш си немирен и почнуваш да трепереш, од што не можеш да си ја разјасниш. Шо си разтреперен тоа бе? Шо е таа енигма толку пати? Шо чудим те гледам? Море, од кога сме дојдени у Америка, мене ме мача шо мајка тераме ние у Америка, разбираш. Како бе шо мајка? Зошто те подценуваш ти? Шо мислиш што ти само другите ликуваат у Америка? Тука не претие на највисоко ниво од Дружењето на земјоделците да видиме тај америчкиот батак шо тајна е. Не ли го гледаш еден батак толкаве као наш кара батак изгледа? Тоа хормони ли се шо се? Утре на тоа семинар, очи не кажат све. Оти се подценуваш толку пати шо Америка шо фала. Мене ти со ово што ме обясни ми створи ми друга енигма одма. Море, Блажо. Ние да не сме влезени у политика случајно, бе. И камо се реки во политиката сме ни немаше вака сега тука. Сега ни се падна воа. Тука сме дојдени, делегација ни испратија на повисоко ниво да откриеме нешто за храната, да го подобреме нашиот вкус што е тамо. А утре па може че ни се падне по политика. Сега тоа ни се падна. Уште 2-3 реконструкции на влада, тука ќе научиме нешто јазик, по последната реколта може и министри ќе натурат. Не, Блаж, ти можеш да оше министри, аз сме това. Не бе, ти гледаш јас кога ги видам нашите политичари, бе, това чудо бе. Кога ќе му постават некое питање овакво, одма одговара бе. Одма. Еми како мислиш ти таа работа треба? Море,
Мене да ме пита как и се сбръхам, бе, разбираш. Се сбъркаш се, ти не си услиш, не видиме. Кой знае колко са, не са случайно ставени тия логи политика да водят, бе. Учиш тук, джеги, меги, английски, жу, те турат министра ми. Човеците сите си изведи, аз се ти останава, бе. Не съм аз. Ке ти се падне и на тебе и на мене редо ке. Како ке му отговоря, разбираш. Хоре, ти гладен ли си? Какъв гладен на мене пукна ми главата от енигми тук. Абе, дай да излеземе навър тук, си избровтираш в Нью Йорк, който ти видиш тук, женски, машки, тук sve измешава, ги завареш и енигми, дай да апнем нещо такова, човеци, бе. Имаме пун пансион тук платено по 3 еврока за 2 е вечерата. Не ли можеш да издържаш толкова? Улов ли си ти, бе, с васата? Сега, ако не апнем нещо тук, готово мислям, че се стопам, бе. Дай да одеме негде, дай правим душ с малко се. Кажем най-искрено, на мен не ми се яде, а башка нек не видях, тук има един сендвичара доле. Тук отма на тротуара, пишува хот-дог. Иди вземи на сендвичта, маники ти се пряде за вечерата, после си япреш. Шо е това хот-дог? Море, пракетнул Америка, ти не знаеш шо е хот-дог, знаеш шо е дог. Дог е куче, разбираш. Куче, хот-дог, значи куче, топло ти го дават. Ти улов ли си, бе? Аз куче да ядам. Шо сборуиш ти, бе? Ти види го, бе, ти какво отмаш да... Това е Америка тук, бе. Американци са слушат, все знаят да спреме. Това куче, ама американец кой ти го спреме, това е... Шо ти разправям? Сите ядат това, разбираш сега. Ти се не дай най-паметен тук в Америка да кажеш шо да ядат. И яплики ти го пробва. Как ще успеш да взема? Неки мес, не съм ганки, си я чекам вечерата. Куче. Хот-дог, не е како кај нас, значи топло. Не е кај нас, колко дадат негде сендвич, ладен, како тук, разбираш. Това се е топло тук, се е наместено. Кой знае колко нямаше енигми, разбираш. Хот-дог, а? И шо? Топло куче? Топло куче. Сакаш ли да пробваш ти сега малко? Нека да пробвам аз, кажах ти, ке чекам вечеря. Доти шо? Е, бати късмето, шо? Шо ти е, бе, разбираш? От толкова куче, види на мене, шо ми се падна. Ева, блажа, разбираш. Ами шо има връзка? И това е мускул, бе, разбираш. Ако е убаво, спремано, ако може е пушено, може. Айде, Ристо, разбираш, срекнем пат, убаво да си поминиш тамо и нема да не брукаш у Лондон тамо, убаво, че ке видиш тамо, отдело се облечиш се. Блажо, ако ми връш, ич не ми сол да разбираш, брат. Ич разбираш. Море, нема да бидеш селяк. Камо на мене некој да ме прати у Лондон, не у Хилтон че спиеш тамо. Мене некој да ме прати на симпозиум у Лондон на тема Македонија како фактор за стабилност на Балканот. Тамо кој че кажеш имаш да ги отепаш сите со говора, разбираш. Види, тачно е това, от съм аз най-голям стручак за тия теми. Ама не знам да бекнам английски, разбираш. Стварно си бе селяк да му има майка. Тие са човеци ке те разберат. Само поленка че зборуиш. Полека и лугите ке те разберат све. Е, чекаш да ми аз тебе нещо. Е, вот ти тамо за на аеродромо. Да не си изгубиш на аеродромо, да одеш и нем да се банеш от Темза. Длабока е тамо и само полека ке зборуиш. Айде. Не ми сол да разбираш. И да поздравиш тетката Илинка, ако я видиш тамо. Вози ме у хотел Хилтон, разбираш. Нема грешка. Аро ми кажа блажо, разбираш. Сам полека говориш и всеки те разбира се. Много голем град, вие Лондон, разбираш. Много е голем. И ако не го познаваш, може да се изгубиш у него. А коя е та реката тамо, разбираш? Не я знаеш, не си от тука. Ето там, ако гледаш ли големото. Това е Биг Бенот. Разбираш. Не сум знаял, разбираш. А тия тамо споменикот, го гледаш ли? Гледам го, разбираш. Е, тия споменик е на един генерал Нелсон. А
Кој е таа жената тамо, разбираш? Та плавата со локвите, Таа разбираш. бабичката, Таа што изгледа како бабичка, разбираш. тоа е кралицата Елизабета друга. А што се тие околу нея, разбираш? Па тоа се и најзините пиони, ланфери и по некој топ има. Разбираш? А далеко ли е хотело Хилтон, разбираш? Малко тука само да завртеме десно и стигнаваме. Тука сме. Многу ти фала, разбираш. И ти ли си дојден на симпозиумот? И јас сум, разбираш. А одека си? Од Македонија. Од Македонија? Да, разбираш. Ами шо не кај да го ебам? Ами јас од Македонија се сокапаме англиски зборечи по хазина, не може да се име 2. Колко е мал свето, разбираш. Како кажалина, тоа узер си за да ти се бил истина. Добар ден, господин. Возачки, испреди ве молам. Добар ден! Добар ден. Ваше е возилото? Моje, разбираш, моje. Ај, ќе ве молам излезете малку од возилото. Оти бе, дечко, шо направи, ме сега разбираш ти. Ајде, Јас нема се. ваше, а? Моje, чекай бе сега, кјути бе тама, ајде. Чек малко. Дај. Шо е бе, другарче, разбираш, шо? Многу брзо возиш, таму 75. Јас брзо. Да, 75 возиш Море, таму. дечко. Па јас од 60 повеќе у животот немам кога на аутопат возам 60, јас попримерен возач ако најаш од мене у Македонија, с глава си ја сечам тука, разбираш. Не. Абе јас ти кажувам те, абе не е истина, не може, нема шанс. Шо? Христо, зошто го лаеш човекот? 80-85 возиш. Море, ти нормален ли си, разбираш? Ти од дек знаеш јас колку возам, цело време ми гледаш по женски тамо, разбираш. Од дек. У километражата Јас гледах. сум за Па супер. само јас 2-3 пати тоа поминавах, ти брзо Шо возиш, лажеш, оти човеко, 60 бе, е ти си дозволено. море, ти си ненормален, јас од 60 повеќе немам дигнано у животот, бе, ти нели те Јас на радаро види, радаро не ви е избаждарен убаво. Добро де. Што се плашиш од истината бе па ти? Кажи му на човекот, биди си искрен, што? Чекај да ти видам, не си опашан ти, а? Абе, дечко, како да бидам опашен, јас само што застанах и задих го појасот и знам, ти веројатно ќе треба да излезам. Јас едно флевајне, едно ставајне, јас без појас у животот не сум. Шо е, бе? Никој пат не ставаш појас, па лажиш. Абе биди искрен, бе, Море, биди ти Господ не си гледа бе нормален, море. Море, ти нормален ли си? Ти нели гледаш од сум цело време пашен ти? Добре, Еми зошто ти титката, што ти викам, не титка море, уште ми ги шо дупна, викам. титка, не ми титка за појасот, море, ти си ненормален, ти нели... На мене ми кажуваш јас дали сум опашен, шо ми се мешаш бе, разбираш, дали сум опашен, не сум опашен. Мене ме, Да. јас само викам Да. Господ, што се плашиш од истината? Треба да сме Ненормален, искрени, бе. треба да сме Те, срам те поштени. има бе ти пред човекот тука да лажеш, да ме кодошиш тука, разбираш. Ајде, Не, да не, шо? и без светла возиш? Абе светлата автоматски ми се уклучи од на мене, бе, друже. Абе јас некој пат, јас само што запалам колата света, јас без свет. Па јас, тај пропис, уште пред да се уведе законно, разбираш, јас имам возено со света 15 години, разбираш. Пак лажиш. Кажи. Пак лаже. Море, ти нормален ли си, бе, да, Што ти рекох јас 5 пати ти реков, запали ги светло да ги те казна полицијата и штењето ме се гледало. Ти на беге таму колата, Не след хел тука да- да не те гледам. Некел да трошиш струја, се плати ја казната, биди... Ева ти другаро, кодаш тука, разбираш, тука цело време, башка лажеш, башка, ти нормален ли си, бе, тука пред човекот ме Зошто ме бламираш, врегеш, бе, разбираш. брако, зошто ме врегеш, Ти имаш и бе, мозок, бе, разбираш. Зошто волку ме врегеш, бе, тука пред луѓето, пред све? Те вреги, ма бег там мани се, разбираш, да Добро, не бе, те гледам дечки, шо. извини, секојаш ли вака ти? Дали вака разговара со Да. мене? Не. Само кога е пиен, иначе многу добар човек е он. Многу ти добар. Само кога е пиен. Тама работа па ти, ја не се дружам со што лаже, тоа не е убаво. Не, Блажо, бе. Но не те е срам.
Не ти е срам, разбираш. Първо ми я взимаш количката, без да питаш. Второ, поминаш како поред турски град, ще кажеш добър ден, бе. Ти няма да ми приближуваш такви работи. Не знам, шо ми от задне време, нищо не памтам, много съм се... Ти, бе, шо да не се разведуеш? Дай Боже да се разведувам. Нищо не знам, шо ми е, те така, нищо не може да се сетам. Нещо ни е познат, нищо не ми текнува. Няма да мислиш ти, това нещо лично е тук, разбираш. Нищо не памтам. Забораваш се. Заборавам, ако видиш, одам овеца по нужда, че извършам нужда, заборавам панталоните да си ги съблечам. Цел така израганен су. Или некли това, жена ми я гледам, че тая любавнико. Знам го човеко, не може да си сетам како се вика, си сбрукана се разбира. Исто како мене разбираш, аз през месец, истото потпуно. И има едни причини да ти кажам, абе, оправих се, памнам, разбираш това. Абе, знаеш колко памнам? И работиш, не съм ги памнал, ги памнам. Помагай бе си. Море, не можеш да знаеш какви глупости памнам, се ми собира от главата, ке ми пукне главата, замарам се дори, разбираш. Я текнува ми, например, пред 15 години, кога обеем панорама, и аз ти разбираш на Шанко. И кога помина тази обеличизми се текнува ми и как го знаеш, и на името ми текна, разбираш. И как се вика тази жена? Как се вика, сега ти кажам, ама жена си има, шо има сега, ти знаеш как се вика. Стварно помагат за памтение. Ами дай кажи как се вика, дай пари от макарон ки купам сега. Как се вика? Как се вика? Апчинята ли? Много хубаво, че се памнам се сам. Апчиня за памтение, как Как може? се вика, апче? Също това едно цвеке шо има. Как се викаше? Цвеке шо. Лале има цвеке, ларещо се вика. Не бе, ладе, не. Абе, цървени лишиня има, дръжка, разбираш се, букети го стават. Карамфил. Не бе, карафел, бе, исто лишиня, има боцки, има на дръжката боцки. Ружа. Ружа, разбираш, ружа. Ружо! Как се вика тия пчинята за пъмнение ще ги взимам, и аз разбираш. Ристо! Оди да питам нещо. Що правиш? Добър ли си? Шо правя? По депресия съм, разбираш. Хороскопа много лош ми е за вайвикет, разбираш. Телевизия кажа много малко елементи за среки, разбираш. И они кажуват ли се телевизия такви работи, разбираш? У коя куча ти е планетата сега? По 11-то, оти. Се поправя. Мене така им беше прошлата неделя, сега да видиме. Кукурек. Нищо не ми е. Не го слушай, да питам. Имате ли вие големи църни крави тук в селото Кайвас? Нема, оти. А кой нещо голем църн така? Нема, разбираш. Кучиите големи църни? Нема, разбираш. Оти. Заебах работа. Го согазих попо изгледа. Кривиша приева има ли? От те как виж? Ич, гайде да немаш, разбираш. Ич! А ти шо да работиш? ти интересира. Боткам лук, разбираш, ама много лоша земята, разбираш. Аз не знам, шо е това работа, разбираш. Ферли малко повече фауна, Ами нека има... фърлям фауна, ама много малко инсекти, разбираш. Нема инсекти. Оти се мачиш ти те гледам тук, защо ти трябва менеджер на твоята нива да видиш? Еми, оти бе, разбираш. Шо мислиш ти запад власт, защо го измисля? Шо е бе, ортопедски, разбираш. Кондури на два спрата, това е за напредуване на земеделието. Госпожата дека ти е тебе. Госпожата ми е на семинар. Ти тук не трябва с овие работи да занимаваш. Вземи на госпожата видео, она как хода по това нивата право, како буцка, ти само че и фърляш. Че никне луки све. Море. Виж, господин. 43 брой имаше да вие, разбираш. 43 брой. И защо ти е 43 брой? Ба, толкава ли шлапатарка жена ти носи? Не бе за жена ми, за мене бе, разбираш. И аз ки го изботкам това тук, разбираш. 43 брой имаше да разбираш. Мръж бе, педерни един. Оти бе, педер бе. А вие може и на джинс може много обало да стоят бе, разбираш. Разбираш. Шо бе разбираш ти, бе? Шо толкова си... Ти знаеш, Нервозен. море Блаж, знаеш колко се нервирам, кога имам закажан термин за тенис и кога ми го вземе некой пред нос. От изпланиран ден излезе неизпланиран ден, разбираш. Шо не фрърлаш с камънчина, маш и ти вака, че се размърда да моя. Море, цялата работа да се размърдаме, малко да се раздвижеме, да се изпотеме като човеци, разбираш сега. Слушай, сега времето не го бива за отворено, термино ни го вземат. Ама айде идеме пинг-понг да те преслушам. Как не пинг-понг?
пинг-понг? От кой намагаре пинг-понг? Пинг-понг, газо, налево, надесно. До тенис, бе, да си спотеме, разбираш, така да се размърдаме, аз пинг-понг. Това е тия Какво? стони тенис, исто, стони тенис, престони тенис, ти си. Пинг-понг, нямам друга работа, разбираш, сега пинг-понг играм. Ами що те учинам, ако не, ако си да не го е метакате, но тай да одеме малко шах нещо да изиграеме сега. Море, шах, много размърдовайни имал шах от левата, десната. На стари години шо ќе правиме, како пензионерите, разбираш, шах играм. И аз му говорам за тенис, ай шах, ти пи, разбираш. Добро, аз ти вика за дружествени игри. Ако сакаш сега от и аз да не излезе от и аз съм те заебал. Шах. Ако си за измърдоение, айде бе, Ристо, айде да одеме кай жена ми бе. Блажо. Ай бе, Блажо, ти знаеш ли аз колко съм със време бе. Ич бе, немoj да се секираш бе. Море, ти имаш... Блажо. Блажо бе, Ристо бе. Абе ти, ние сме Блажо, че ми се поулаеш. Абе, чи да ме се изнамърдаме тамо? Ние сме другари бе. Защо са за кусор такви работи да си взимаме? Ти видиш ли кинематографията до дека е бе това? Све се снимат филмови, онакви. Иш да не секираш ти, шо секираш? Сега аз че... Ти стvarno виж доде. Блажо. Чекай сега. Има и аз да изсявам. Ич да не си... Ич. Да не си взимаш за кусор. Еве, звоне. Море, дека звониш? Ти да не си Дека звониш? Кажи, ич нищо не й кажам. Блажо. Само че и кажем да се заплакне и ние че идеме после, че се изнемърдаме тамо, че изненадаме, виж да не се секираш. Боже. Блажо. Звоне. Види сега, не се лува, изгледа, не е дома. Нищо. Имам решение. Какво решение имаш, разбираш? Одеме кай жена ти. Айде. Айде. Айде се изнемърдаме, шо? Айде. И шо работиш ти у Америка, бе, тамо? Како се снаваѓаш тамо у Америка, бе, Ристо? Како се снавагам, Блажо, разбираш? Там е много едноставно. Вас сите бе бунат и много големи градове има, разбираш. Много едноставно. Седнеш от такси, има такси много, разбираш? Да. Седнеш от такси и на taj шофера му кажеш, они викат у Америка, они викат даунтаун. И кажеш му даунтаун и носите дека сакаш, разбираш. А стварно ли тамо женските много давале, бе? Много дават, разбираш, много дават там. Тука да ти кажем 3 дена трябва да я молиш, ама за това па превентив ние не ставаме. Тамо вие ставате превентив, а? Абе, Блажо, како ти обяснам, не знам како ти обяснам, дали ќе ме сванеш, ти не си бил тамо, има диско клубове, разбираш. И от този диско клубовете, женски вака, разбираш, и седнеме на този шанкот, и женските тука се, и женските тамо, они викат у Америка, женски тамо викат бойфренд. Абе ти язико си го научил много добро, Блажо, шо да ти разправям, разбираш, аз у Америка много съм зафанан сега, разбираш, имам много яки позиции, Добро. разбираш. Шо работиш, бе, ти у Америка? Шо? Работам у една фирма за сточарски производи, разбираш. А шо? Манекен съм. Рекламирам говедина на този спотовете на телевизия. Шо? А вие клопотарците, отдекате се? Ами, това ми е репрезентация, разбираш, от фирмата. Шо е богата държава, мама му да е. Блажо, богата държава, разбираш, ама колко шо е добро, толкова е и лошо. Добре е, шо убаво стоя, разбираш, вака. На очи е убаво, звонци. Не може всеки да си приуще, не е ефтин поклон да кажеш всеки да може да си окупе, разбираш, може. не ли? А лошо е от друга страна, па шо у всеко време може да те найдат декси да е. Ристо, а оти ти не дойдеш тука сега со новия закон, че има много запослоjenja, че ги фатиме убавите работни места, бе? Види, која лепота, видиш ова карафингла. Ти знаеш, тате, колко сака овакви карафингли, Блажо, разбираш. Зошо? Са стаклени, бе. Са стаклени, ти знаеш, еднъж бееме, соларнико и бибералнико, мат, не беа стаклени. И тате, седем у ресторано, наместо солко, отвори цръм пипер. Абе, утепаваме се от смея. Абе, ти не знаеш, он кине, ние патос, он кине, ние. Абе, шо да ти разправя? Стално се смеете на маката на Тугио. То не е Мора да хубаво. му найдам овакви карафингли. И видиш овога много в ресторана, види чачкали сте гледа найло, видиш овога. Хигиенски. Тате много сака овакви. Шо сака тате вакви? Я не знам кой го измисли во бе. Кой може со целофан вака да се изчачка за Джо Куртон, да ми извине тука софрата. Може, това е хигиенска работа, бе. Ти нищо не разбираш. И шо?
И доста читаш, биди малко дъжда сега, аз додех тук дрем, сега ти читаш тук ми книги ми читаш, без веза, разбираш. Така съм аз темелен, мора да се спрemаме. Сакам на милионер да се приявим. И областта ваша е от биологията, знам перфектно, така да мора там да не се обрукаме. Що си наивен? Не кажуваш такви работи. Аз знам с един човек. Ще има ученост от трендо заедно. Много са близки овака са. Кие му кажем да му шопне пред да почне квизо, разбираш, да му направи някаква бенефиция, малко фора да ни даде, така да виждам. Малко да не... Така може и бенефициран стаж да не се Що води, ти бе? викаме? Само пазки, една работа мора да пазим. Не случайно колко дойде приятел, помощ от приятел, колко не ли тая има там една. Нико на цацко е война. Защо? Нико той покваряме, той намерно ки ти каже погрешно нещо. Намерно, аз ти кажу. Нико. Лицемер. Абе, що ти разправям, разбираш? И аз на тебе, ке ти оставам ливчина, на тебе ке те барам аз. Ко че трябва помощ Не от ги приятел, правиш. ало Ристо, и че ти ставам тук ливче, това от областта на биология, знам перфектно знам. Аз не знам вола. Планирах да дойдам там, пош много виж, аз кимо това... Там шосето. Знаеш що е интересно, бе? Вака каза на квиз, учи ми се, бе, знаеш колко много ми се учи. В факултето, нищо, сега те 25 години от матура, како да кажем, бе, там от и днес научно дипломирани. Няма да кажуваш, бе, ти ке кажеш, че си маркетинг агент, не мора да кажеш, че си дипломиран. Маркетинг агент ке кажеш, че си... И от и никой не знае, трябва ке видам маркетинг таен агент. Така разбираш. И то я молам явност това да не го изнесува, и то е таен агент за маркетинг. И продавам никой нищо да не се шири. Чекай сега. Ай, види, отвори да видим, де прашаме нещо да видим дали ке. Айде да видим, що се научил. Бажно. И тръгне книгата, ти можем да ти препишем. Айде да видим за Нилс Бор. Квантна теория. Нилс Бор. Това са Боровите постулати. Нилс Бор у 1912 година ги донел трите постулати за квантната теория. Тия постулати се отнесуват на електроните, когато се движат по своята замислена електронска орбита, они нито дават, нито примат енергия. Енергия примат когато по-ниско електронско ниво, тогаш изпущат енергия, когато по-високо електронско ниво, они дават енергия. Това го дал Нилс Бор у 1912 година, Боровите постулати на квантната теория. Блажо, добре ти ова за Боровите постулати, уредове това се само не е баш така. Ти знаеш дома тата ще ги взема тия букови постулати, ще имаме дабови постулати, бе. Това дабов постулат от дневната от телевизора, може да си туриш биста на него. Това знаеш много фул красив, бе. Що ги мешаш тия работи ти? Това от биология е област това прашание. Ако е за това отбор се прави и Пино Силвестър ти. Що ме мешаш тук само, бе ти? Ми ги мешаш от биология прашане ти тук история ми кажеш. Го ме правиш тук само ме комплексираш. Мешам, ти види, ти си, може си учила, ама не те бива, бе, няма да поминеш там, аз ти кажу, разбираш. Що е, бе ти? Айде да се обложиме нещо, сега да се обложиме. И аз като ти поставям прашане, ти ако не го знаеш, на мен 1 евро, че ми даваш. И аз ако не го знам, ти 100 евро ке ти давам на тебе. Бива? Айде, бе, разбираш, Айде. айде, види, айде. Що е това? Големо? Цървено? Кога че го гризнеш твърдо. Ще твърдо разбираш. Това не е нищо, що знам, що е, разбираш. Що е? Комбайн? Дай 1 евро. Да видиш ти сега како се станува милионер. Идеш още? Айде, бе. Сега ти поставям едно от обща култура. Що е този живот? Що е живот? Това е тема от обща култура, разбираш. Живот е колко проживееш. Така колко поминуваш убаво си. Таков отговор можеш ти дома да даваш на родителите, на мене това не, аз стручно трябва да отговориш. Живот е 2 точки. Динамичен колоиден систем, у кој шо реверзибилно состојбата поминува у гел. Дай 1 евро. На ти 1 евро, слушай. Аз те питам сега нещо, тебе да видам дали знаеш, разбираш. Поставям аз едно питане на тебе. Айде бе, айде, питай. Що е това? Диво живота от 4 букви. Има перка от айкула, пашка от магаре и рогове от човек. 4 букви. Айде те видам. Баш да те видам, разбираш. Перка от магаре. 4 букви. 4 букви. Да не сакаш да пущиме некоя блокче реклами, додека мислиш, разбираш. Не бе, концентрирай. 4 букви. Ето видим, айде. Хоризонтално или вертикално? Как сакаш, Кръсти, го битно да биде запазено, животното? Не знам. Не знаеш, даве 100 евро, разбираш.
100 евра тука на сунце, разбираш. Давай тука. А ти знаеш ли го отговора, бе? Нямам пойма, разбираш. Епа? Епа, на ти 1 евро, разбираш. И мало стария, па да будеш со мном, кај излезем у град да нам си задиве. Да си мало стария, па да будеш со мном, да си мало стария, па да нам се свидиве. Блажо, дек си разбираш. Шо работите вие тука, от дека дојдете? Слушай, во е, че ще ти Блажо, он е най-високо котира моментално от сите от наши крај, што са дојдени тука у града, разбираш. Блажо, шо работиш, разбираш? Тука нешто и бројам вие што се пупките да видам колку ќе роде ваа година. Ти знаеш што јас сум раклија, тука у град се дојдени од дека јабуки. Мора вака 1, 2, 3, 5 пупки да изпланираме родот за ваа година. Увоз, прелевмани и едно друго. Колку време не сме се виделе. Това е цацето. Кажи. Пите за невеста. Чекай бе, полек. Слушай, това е цацето, ти не си го видела од маленко, сега порасна. Треба да го женеме, разбираш, па ти си така най-високо котираш да му најдеме некоја работичка тука да не можеш невеста да си најде. Ти бе, цаци, многу си израснал ти. Още ли не си женат ти бе? Не. И ви шо чекаш? Сега кога ќе ти најдеме една работичка, ти Види го, те оженава за 5 минути. А девојка нешто, немаш ли сериозна врска бе? Те ти кажу, ти си кажу. Што да му кажам, таа последна, то постави го. Избега. Пичка и мајци. Абе, не псуй сега, разбираш. Слушай, че да запослеме тебе сега. Јас ќе сејавам кај вие што се тука, те ставиме тебе на царина тамо, да поработиш 6 месеца, дето да го гледам способно се. Тај 500.000 марки тука да може утре семејството рад да го гледа. Море, Блажо, не е дето тај калибар за толку многу пари. Дај нешто по-така, по-некоја друга работичка, ако можеш за помалку. За многу пара. Пита за момичка. Слушай, чекаме ти. Чекаме Момичката сега, сама за ќе се најде. Чека работа. става. Имам јас алтернатива, ако не е он толку тоа, ќе го ставим. Сакаш на помпа да работиш бе. Ќе ставиме тамо на помпата тенк со тревото тука, шо на овој, кој не видел, тука не видел за 5-6 месеци, так да се обезбедиш фамилијата утре да не шо се мачи дето, така Море, ли? Блажо, дето, прво много е слаба математика, разбираш. Второ, много е наивно, разбираш, че го фана тамо, не го бива за такви добари, разбираш, како што прават. Дај нешто. Остави на мене ти и на тоа не, ќе најдеме алтернатива бе, друга бе. Сакаш ли, ќе оставиме тука у министерството кај мене, нека издава дозволи. Еден ќе дојде за ваа дозвола, ќе му бакне рака, 2000 марки, 3000 марки. Со бере 2-3 месеца колку ќе бора. Да не се заебаваме тука, што ќе го мачам детето тука. Блажо, бре, това дете не е за таа работа, разбираш. Она е скромна дете, дај нешто ќе му најдеме за 2-300 марки месечно, да може да кърпе фамилија да гледа типа, разбираш. Така не може бе, Ристо бе, немој Ево се. ти бре, Блажо, разбираш. Еми, за таква работа треба да има факултет. Треба факултет, разбираш. Јас кога говорам 15 години учи како на магаре да говорам, разбираш. Најголемите селаци и глупаци испозавршија држат место, разбираш. И работа сакаш. Де пробе со клештичка малко, бе? Шо да пробам со клештичка? Знаеш колку се нервирам овака на предпоследна колко ми се разсипе, разбираш? Ох, ај јас будала, бе, бе. Ко беме у Тајван на семинар сега. Купи си една гумичка, ти имам будалата. Шо правиш разбираш. сега? Шо правиш сега? Со женски чорап кој имам, импровизирам и тоа правам сега. А не ли носиш ти женски чорапи? Си ненормален. Как не те е срам? Тук ми е незгодно на тая госпожата тамо да ги потражам, да ги се облече. Сакаш јас додам да ги соблечем чорапите? Ти со Ајде, сите ли си бе мајсторе, разбира? касни ме. Јас немам заби, ој ти касни. Море марш, бе. Как не те е срам? Бе? Госпожо! Седејте си вие тамо. Сега аз ќе усредам ова. Само нем да добагате на тука, ти може со едната или со другата нога да ви пропадне и од дупката, разбираш ли? Ох! Мајстре, јас знам шо му е. Абе, марш од тука, ако ти дойде да ти кажем, јас знам шо му е магаре. Шо му на малку, не салам мисто. Не го познавам ништо вака од привиđење, тука што го гледам. Слушай бе, Дрис, ти зошто се маткаш со ова? Шо не си земеш една убава кола бе, господа те види? Ти знаеш ја сега каква кола земам? Каква За разбираш? 12.000 евра. Шо има за 12.000 евра, разбираш? 12.000 евра со 12 вентила. Мајстре, абе јас знам шо му е. Абе, сега ќе ти кажам шо е, ако ти дойдам бе магаре, Ајде. едно тамо, разбираш, срам те било. 12.000 евра, 12 вентила. Убавина. Добро, това види. А брегаста?
Колко брегасти? Една брегасти има. Имаше една там со 3 брегасти 12.000 евра, ама правим го се поразбираш, излевал ти една брегаста 4.000 евра. Вака повечко се изплати, 1000 евра вентил, 12 вентила по 1000 евра, 12.000 евра. И убавина бе, Господ да те виде. И аз планирам да ти кажа да си вземам от 5000 кубика некоя возила да ми излезе по 50 евра кубик. Море, кубици е мерка за дърва, колата не оде на дърва, тая на бензин оде. Ти шо шофер си бе, ти основна елементарна работа тук не се... тук че... Майстере! Майстере! Шо е бе? И аз знам шо му е. Шо му е бе, ай кажи разбираш. Разсипане! Дай рибу, дай рибу, дай рибу, дай рибу, дай рибу, 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 дай. Kad me mama moja pogleda trsko na oče, ja i baci mamac. Ja ću mamac njozi, ona meni odnozi. Свободно ли я разбираш? Slobodno baj sej pa ti. Ja joj mamac, o njoj zi, ona meni knozi, joj. Добре, и шо сега, Блажо, разбираш? Шо? Нищо шо. Нищо, сега че правим дресура. Каква дресура, бе, разбираш? Каква дресура? Тие рибите вчера шо и фана, че и тренирам така от тавчето сами да се преобърнуват. Таман кога че дойде овде, от оваа страна и она реш печена коя и так от тавчето тука само да рипне. Това е дресура, бе, па ти. Значи и аз по овоя ще го гледам, можем да заключим от тия ствари денеска не довагаш со мене, разбираш. Не доваѓам бе, Ристо. Шо да правам сега? Секој ден по 10 кила и вадам сега. Ако дојдам и денеска со тебе, 10 кила че извадам вие од вчера, че ми се сосмрдат. Па треба ли да се изеде тоа? А ти па шо си запнал? Море, шо да правим, шо съм запнал, разбираш. Секој ден одеме заедно на риба, на 5 метра сме на реката, разбираш. Ти 10 кила риба и аз со пенисо у раката да ми простеш широкия аудиториум, разбираш. Ти просто, ама немој така. Секој ден, шо е това, некоја магија да не е, бе, аз знам шо на 5 метра сме. Та ти вземеш, туреш мушичка и аз иста мушичка турам. Ти исто фърлеш и аз исто фърлям. Исто чекаш, исто чекам. Исто с раката цък коло направяш, разбираш, и аз исто цък ще направя, ти риба и аз пенис, разбираш. Има сега некои работи тука треба да се измарифетат. Шо да правим, бе, Блажо, разбираш, како? Че ти го кажам, марифето, ама да останем и ги у нас. Абе, нека да устане отварно, разбираш. Види сега, нас бајале кажа, че станеш ти, со жената едно кафице се напиеш и после че вземиш тоа приборо све, че излезеш ова ми уши од тата останато. Пред да тргнеш по риба, жена ти така малку по газо треба да ја удреш, за заро да ти тргне. Да плесна, ма? Удреш жена ти по газо и тоа е више фрли вади после. Одма одам, Блажо, разбираш, одма И да одеш, и да одма одеш. Ајде те чекам ја и со свежа риба. Ја баци мамац, она мени кнози, ја њози. Zo bekomt je pak voor die wa? Ти си моја Пенелопа, ја ću да будем твој Пинокио. И jedan puta jedan su dva, volim te ja, аха. Друже, Блажо, дали може да се обратам, разбираш? Дебри сте, шо е ова официјалност? Добро бе, ти тия совети што ми ги даваш на мене, тия се базират на твое богато дългогодишно изкуство или ги имаш даунлодирано от некој сайт на интернет, разбираш? Има и такви сега, нешто од искуство, нешто че даунлодираш, за кој питуваш? За правилата за успешна връзка, што ми ги кажа, разбираш. Тие ги даунлодирах од еден сайт. Значи, това е side effects, това сакаш да кажеш. Шо биде, бе, види го, бе. Шо биде? Правила за успешна връзка, а? Сега ќе видиме шо биде. Първо правило. Много е важно да се најде жена која што добро ќе заработи, која што ќе се грижи за мене. Важно е, зошто ти да работиш кога може она да работи? Така ли? Второ и много битно правило. Много е важно да се најде жена која што ќе умее много добро да ме насмее, разбираш. Да ти правя смешки. Она кој ти кажува смешки и ти си смееш и си бидеш разположен. И това го направих, разбираш. Чека малко. Трето правило. И много битно. Много е важно да се најде жена на која што ќе може да и се верува.
Кош нема да ме лаже, разбираш. Зошто ти каже върне, че излезеш от чадър надвор и ти се смеят. И то е важно. И това го направих, разбираш. И четвърто и най-битно правило, много е важно да се найде жена, коя шо ке сака да си прави муабет со мене и коя ще говори много убаво метки и тече от устата, разбираш и то. И? И шо и видиме на шо личаме, разбираш и. Дай вама да видам. Ти да се учите бе, от сите страни да читате бе. Види го. Пето и най-важно. Много е битно овие 4 жени да не се познават меѓу себе. Разбираш. И значи ристот многата со кршiju сообраќајка, а? Ај ти оди. Оди на Аутопазар, ајде. Оди тука сме ние. Од чој е вака модро окото? Па да не ти е кажала некој афоризам, бе? Па ми кажа афоризм, Блажо, разбираш. Сино, ќе доваѓам си, знаеш шо ми кажа? Шо? Вика, цел живот го чекала принцо на бел кој и на неа живото и се появил само којно. Ти па много лично ги сваќаш тие работи. Това не е анекдота, бе, това е афоризам. За таква работа рака не се крева, да ти кажа. Ама ти афоризм, ти знаеш, ама аз колко съм бръс на рака, разбираш, и шо да правам. Ти цела вечер ми беше криво. Сега пракам на Аутопазар да дадех и паричка, знаеш колко сака на Аутопазар доде? И нека си купе нещо и ки помине. Грешка ти е това, бе. Жена на Аутопазар, како че се израдуе кога сама че си купе. Абе, јас на мојата шо и правам. Те сега за 8 март и поклони ламела за лалата, срекнат, шо ти кажувам. Сега за роден ден ки давам една потисна плоча и тоа хармонија у брако и све. Не вакви работи да правите. И аз се оставам сама си отбере, после пада не ми се качува на главата. Бате ли ги жените? Од чоја со крши ногата сега тука парите ни врват, вака не можеш на работа да одеш со скршена нога. Ти шо мислиш, што обрекајка от тие? Море, Блажо, ние 25 години сме шофери двојцата, разбираш. Може ли со обрекајка да ни се деси? Еми од чоја со крши волку да. Те некна нели ко бех на пат тамо со камионо и дек шо се излева од аутопато на регионалниот тук шо има тamo место, дек шо стопират тие женските, знаеш. Добре. Шо и качуваме стално. Добро. И гледаме на нова една. Нова? Нова, така, една сукња, разбираш. Озбилно? Абе, шо да ти кажам? Нова, тие, не е тие шо ги знаеме, това нова. И застанувам јас со камионо, отварам джамо и викам. И она ми вика, јел може да ме одвезете до Зајачара, разумеш? Јас викам, како не бе, моме, јас одам до Белград, разбираш. Нема проблем. Ти си можел и у Шабац на Вашар да ја однесеш, бе. Еде, абе, капка, ти не се видел Блажо, разбираш. И како возам, не поминаа 10 минути и врте ми се момето и знаеш шо ми вика? Вика, мајсторе, ја не знам за ово како да ти се одужим, разумеш. Ау, па таа одма сака да ти каже нешто, бе. Па сак, јас мутав ли сум, разбираш. И одма тука на паркинго, текнува ти. Како не? Тамо жбуновето дека шо идеме стално на голема нужда. Па ти тамо сереш, бе. Тамо ама не тамо дека што се 5-6 метра подале сега, да не се избербатеме, да не се направиме за нигде, разбираш. Тамо и мириса. Па мириса да јас уидех подале малку, тамо има и грмушки се има и завршуваме работа. Абе убавина, шо ти расправам. И тука ме скина Блажо, разбираш. Знаеш шо ми вика? Вика, мајсторе, јас сам заборавила да ти кажем, разумеш, да имам неку болест. Исто сам заборавила како се зове, разумеш, само знам да е била на С. И мене змија ме уапа, Блажо, разбираш. Од тоа што те уапа змијата ти е турија ногата у гипс ли? Море, Блажо, змија го користам фигуративно. За змија не става много у гипс, разбираш. Па и мене на това чудно ми падна. Абе, нозите ми се пресечеа кога ми кажа ти имала болест на себе. Абе, како одма у главата, знаеш што си помислих, викам, сега ли кој ќе умира, сега отсида на сред пат, тука роба имам до Белград, да днес треба да се вракам, разбираш. И собирам храброст, Блажо, разбираш, и питам ја, да не е сида, моме, разбираш. И она ме гледа и ми вика, ние сида, разумеш. И на мене камен, Блажо, камен, викам, добро е, нема да се умира. Ма одлично, тама работа се едно задоволство, така ако се умира. Одеме нека камионо, разбираш, и викам, шом не е сида, мора да е сифилис, Блажо, разбираш. И аз тоа помислих. Викам, да не е сифилис, разбираш.
и она ме гледа. Вика, нисам сигурна могуче да се тако звала, разумеш? И јас викам, нали, Блажо... бате шофера, ева те и ти, късмет. Разбираш, и... Одам и викам сега, одма у главата ми текна, викам, како ќе одам на лекар Блажо, разбираш? Как ќе му кажам, шо ќе кажам, бруки, сифилис, кој, где ќе се лечам, ќе пукне афера, ќе дознае и жена, лом. И шо да правам у тај момент, текна ми, викам, ќе си ја скршам ногата, разбираш? Зошо бе да кршиш ногата? Зашо колко идам на лекар и колко ме турат у гипс, можем да искористам прилика, Блажо, разбираш. Додек ми е стават у гипс, ке му кажем на тај докторе, закацай ми 2-3 антибиотика тука, како се лече коската, това и тука се неутрализира се и така по-дискретно малко да изведам цела работа, разбираш. Види машта, да. Па види машта и вземам, Блажо, разбираш, хеблата, так, ногата, 4 пръста коса отвори, болове 9 степен, разбираш. И како това тука отворен прелом, разбираш, целата таа момата доваѓа до мене и вика, мајсторе, сетила съм се како се зове, разумеш. И јас се гледам, викам, како се зове, мори моме, разбираш. Склероза, разумеш. Ајде. Беристо, бива ли? Бива, Блажо, бива. Шо да биде? Бидето не ми работа. Живеачка има, да ти кажем, живее се некој. Ама овоа, што се дешава со комплетен найтлайф у државата, това е тотално без концепција, разбираш. Е, така, разбираш, синоќ ја одам у еден клуб, гледам на вратата пишува рейв. Влеам унатре. Нема жив човек, ам најверојатно ти беше по-рано, а тај диджеј опнал New Breaks до даска, разбираш. Викам, ај гледам го младо дете, викам, ај да не му се мешам у концепцијата. И таман тргнах на Кишанко да си земам пијачка, разбираш. Слушам го како го микса New Breaks со Happy Hardcore, разбираш. Е, тука веќе ти кажам, не можех да издржам, разбираш. И одам на кај кабината и најсталожено му дадех сугестија оти на рейв од оваков тип. Прво треба да се почне со транс или со гоа транс, како што прават у поголемите градови. Па тек после да премине на джангл и на драм н бейс за удаден момент да може да измикса со прогресив хаус, разбираш. Много просто, разбираш. А он, разбираш, погледна ме бледо. И едно време ми вика, слушай, Ристо, ти си почнал да личиш на диносаурус, разбираш. Јас знам оти си ти резидент диджеј, ама ова се фристайл забави, бе, разбираш. И да ти кажам, гледам го едно време и пука ми филм, пука ми се и викам, слушай, бе, магаре недно. Не ти викам на тебе, бе. Викам, сите вие се вадите на амбиент брейкбит, а на никој не му е јасно. Оти дарк амбиент и електротехно не оде уопште со трип-хоп и со спид гараж, разбираш. И демонстративно напуштих ја диджеј кабината и ујдех си дома, стоја што јас имам специфичен лайфстайл, разбираш. Кафето. Ладно да го јам кафето. Кафето ти. Зете! Шо е, мори? Стани, море! Стани го дуп на креветов, бре! Стани, бре, мрзо една! Се утепав од работа ти, цел ден овде седиш и гледаш у ова кутија, ова... Пу! При фудбал има, не ли гледаш оти фудбал има? А бре, стани како фудбал, онде светлоно во ходникот не работи. Она му звончено навлезна на врата, исто не работи. Ќе дојде сестра ми, ќе звони, нити ја чујам, нити ја видам. Стани и гоблено што го везем, очиве ми испадна. Ама бабо мори. Глеј. Бабо мори, ја не сум мајстор, иди викни некој, шо ќе поправам тука која не е моја куќата? Јас тука дома се дојден.
И вместо да ме тинтрате тук кафето, ладно ми го носиш тук усред утакмица, разбираш ли ти? Гол! Няко ви тук тук сега ти. Истай се. Стани да земеш гобленон што го везев, да земеш да го закачиш, да ставиш едно клинче ондека во зидон. Амори бабо, не су мајстор, а куќава не е моја. Шо ќе поправам тука која не е моја куќата? Викни си мајстор тука. Малку тука со керкати што дужно си обавувам тука све. Оди викни мајстор тука, не е моја куќата. Не поправам, ништо не поправам. Па и таа моја кирка кај те најдеш у фризура беше, ова шо чудо. Дојш на бербер да си шишаш одма. Ај мори стај се од тука ти ќе ми кажеш тука, не туку ми лај нагла, ајде, ќе ми кажеш таа за фризура, нема мене кој ќе искочам на чешмонде. Ај. Голо не го видов. Шо правиш бе? Шо правиш ти, ма? Еве ти, на. Сега ти подпишав, куќава е твоја. Сега ти да се грижиш за неа. Не све веќе во куќава све пропадна од кога дојде. Да земеш ти да се грижи за неа, еве ти документ. Куќата моја ли е сега бе? Твоја е. Ајде. Стани сега, истај се од креветов да расчистам тука. Ајде. Стани да поприш тоа што ти реков, и звонче, и светло, и све. Шо се мешаш ма ти? Шо се мешаш ти која не е твоја куќата? Моја куќа, јас ако сакам ќе бреам. Малку тука те трпам у моја куќа. Ај бега тука и стави ми се, разбираш. И бабови ја. Блажо! Ти ли си бре разбираш? Кај си бре Блажо бре? Дек си бе, Рики бе! Дек си разбираш? За колко време не сме се видели бе? Абе от цимерски денови не сме се видели, разбираш? Шо работи? Колко беше интерес, сам ми е пред очи цимери кога бееме, разбираш? Ти кога си купи 300 грама посебна, и кога не ми даде колко беше смешно, разбираш? И те паме се, ти текно ли му кепето ако му го вкладеме, ако го удараме с това мокри? Много беше смешно, това беа денови, разбираш? Още ли се бавиш с парапсихология? И аз си дали още се бавиш с парапсихология, чо ще изгледам сега? И разбираш. Види сега, види ова дамата таму. Види сега, шо сакаш да направим? Че не терам сега као шо оде вака оро да заиграе, 3 пати ще плюкне, че ја избриш устата и че се укопа у место. Бога ти разбираш. Айде да разбираш. Разбираш. Да, Блажо, разбираш. Много, само слаб си со масовни сцени, разбираш. Јас те памтам уште додека студираваме, разбираш. Ти си добар си, у Париз вежбавахме само на поединечни психолошки, да разбираш, такви. Гледаш ги тия четворуицата таму, разбираш, шо одат по тротоару. Сега со поглед ќе ги натерам, разбираш, да додат тука под зградата, разбираш. А тај горе што е на терасата, разбираш, ќе им фрлят телевизор од горе, разбираш. Чисто сумлем. Прати, разбираш. Застанави. Прати, разбираш. Колко трае ваа работа? Шо да разбираш, требаше од сега да го фрля, разбираш. Јас многу пати сам ја правил оваа вежба, разбираш. Го изгледал. Неам телевизор! Кафета е!